Од Министерството за правда преку апелација до Кривичниот суд, барањето за екстрадиција на Горан Груевски и Никола Бошковски цел ден патуваше низ судските ходници и заврши на приемното оделение во Скопска единица. Се чека привремениот председател Стојан Черибарев да ги комплетира сите докази, обвиненијата таргет тврдина и тврдина 2. Решението за притвор и членовите од Кривичниот закон, кои ја предвидуваат затворската казна за прислушувањето и уништување на опремата. Официјално од судот вела дека ќе одговорат во најбрз рок, но дали тоа ќе биде завршено уште викендов или ќе се чека понеделник е неизвестно. Нашите информации од Кривичен суд велат дека Рибарев денеска воопшто не се појавил на работа, бидејќи бил на боледување. Во меѓувреме, разузнавачите бегалци од ОБК ќе чекаат во вторник апелацискиот суд во Солун да им пресуди за користењето на лажните бугарски пасоши. Денешниот обид за студење пропадна бидејќи немало преведувач на македонски јазик, пренесуваат грчките медиуми. Според официјалните грчки власти, можно е екстрадицијата да заглави за 2 до 8 недели. We arrest him. Okay. We arrest them due to red notice. As a Hellenic police, and we drive them to the court. Okay. The court, the special court, who is responsible for the execution of them, the execution of the red notice. So the normal procedure. Груевски и Бошковски пред обвинителството во Солун рекле дека не сакаат да се вратат во Македонија од истравуваат за нивниот живот. Од владата не коментираат зошто разузнавачите би се плашеле да бидат екстрадирани дома. Очекувањата се дека сите меѓународни договори, меѓународни стандарди во вакви случаи ќе бидат испочитувани во редовна постапка и во редовно предвидениот рок. Двајцата вчера пред грчкиот суд изјавиле дека се плашат од тоа да дојдат во Македонија поради притисоци пред Министерството за внатрешни работи. Како го коментирате ова практично? Не би можеле да коментираме изјави бидејќи во тек е судска постапка и да оставиме истата да тече. Христо Атанасов и Неџби Хасан не ја поминале пасошката контрола на аеродромот во Солун. Всушност, тоа биле лажните идентитети на двајцата разузнавачи. При проверката контролорите сватиле дека по нив трага Интерпол веќе 3 месеци за најголемата афера со прислушувањето во земјава и уништувањето на сите траги, дека некогаш било спроведено незаконско масовно прислушување. Сето тоа според СЈО ја чинело државната каса штета околу 1.400.000 евра.